Го сакав многу. Го сакав и му се плашев во исто време. И од чекорите и од ликот кога ќе му го видев. Со секој збор, со секоја тупаница. За себе си се плашев, за детето се плашев. Секој граѓанин е должен да пријави сознание за семејно насилство во најблиската полициска станица или на препознатливиот број 192. Скоро во сите случаи на моите клиенти, најчесто жени, им кажувам да бидат подготвени и да бидат начисто со својата одлука, да се доведе случајот до конечна разврска. Секоја жена и девојка треба да се избори за слободен живот без насилство, а ние како психолози треба да им помогнеме да ја вратат психолошката хармонија за да продолжат со нормален живот. Покрај директното насилство сторено од страна на насилникот, дополнително жртвата се соочува со социјален притисок околу очекувањата на незиното семејство, пријателите, средината во која што живее. Ова е борба против зло. Не е ни малку лесна, ниту пак кратка. И влијае врз сите жени и девојки. Првиот лекарски преглед е исклучително важен при справување со жртвите на било која форма на насилство врз жени. Лекарот има обврска покрај физичкото здравје на жртвата да води сметка и за психичката состојба на жената, да ја охрабри да продолжи понатаму. Не постои оправдување за физичко насилство врз жени во било која форма. Впрочем, вистинскиот маж никогаш не би удрил жена. Жените се изложени на различни видови на насилство. Психолошко, физичко, економско и сексуално, како во приватниот живот, така и во јавната сфера. Жртвите честопати се преморени од постојаното и долготрајно малтретирање и не се во состојба сами да се снајдат и да поминат низ системот на заштита. Одговорност е на државата да овозможи жената да продолжи со својот живот. Направен е чекор напред со вклучувањето на ранливите категории во активните мерки за вработување. Не се давам. Гледам напред. Верувам дека со поддршката на сите ќе дојдат поубави денови. И истото ова нема да мора да го поминуваат други жени и девојки. 16 дена активизам. Поддржи ја кампањата да ставиме крај на насилството врз жените и девојчињата сега.